Ивана и прашува дали мокрење пред да застанам на вага прави разлика, пошто гледам сите, барем ние жените го правиме. Ивана, да, го правите и со луѓето кои што јас работам, често кога доаѓаат на контроли, мора прво да одат до тоалет, мислејќи дека тоа ќе биде клучната разлика, али у секој случај да, има логика. Дефинитивно исфрлајки течност може да се покаже на вага, но тоа не е суштинската разлика. Генерално многу често знам дека повеќето од луѓето се мериме на вага наутро затоа што сме најлесни, а тоа се случува од причина што додека спиеме телото дехидрира доста течност и кило до 2 сигурно ќе се покаже разлика. Добро е чувството дека и да тогаш сум најлесен, но доколку можеби си во процес на намалување на килажа, јас би ти рекол секогаш мерењето прави го во истиот период кога што можеби си го направили првото мерење. Од типот ако можеби од понеделник си рекла, окей, јас почнувам да слабеам и си застанала наутро на вагата за да видиш од каде почнуваш, секое наредно мерење кое што ја би ти препорачал да биде најмногу 2 пати месечно, нека ти биде наутро исто во тој ист период за да биде по-релевантно. Така да, има логика тоа што одите во тоалет, но повторно, не е тоа е само залажување. Многу е по суштинско нешто друго.